По 3-неделна стагнација на бројот на заболени од COVID-19 на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје од Кочани, регистриран е нов позитивен случај на коронавирусот. Се работи за жител на селото Жиганци, вработен во конфекцијата во Штип, во која во изминатите 2 дена беа регистрирани новозаболени лица. Во текот на денот се тестираат и други лица кои се вработени во штипската компанија, а за кои допрва се очекуваат резултатите. Според досегашното искуство, можно е бројот на новозаболени да се покачи, кратко информира од Кочанскиот центар за јавно здравје. Досега во регионот на Кочани беа евидентирани вкупно 31 заболено лице од COVID-19, а пред 2 дена успешно заврши лекувањето на последниот пациент кој беше позитивен на вирусот. Во почетокот на април почина 40 годишен маж како последица на болеста. Инаку, во изминатото деноноќие на ниво на држава биле направени 661 тест, а откриени се нови 52 лица заболени од вирусот. Од нив 26 мина се од Скопје, 9 од Тетово, 7 од Штип, 6 од Куманово, 2 од Струга и по 1 од Кочани и Велес. Исто така регистрирани се и 30 оздравени, но и 4 лица кои починале, од кои 2 се од Скопје и по 1 од Тетово и Велес. Угостителските објекти во Виница да бидат ослободени со 50% од фирмарината за тековната 2020 година, како и ослободени од плаќање на таксата за користење на јавните површини за месеците март, април и мај. Ова барање пред Советот на општина Виница го постави градоначалникот Ивица Димитров. Опозицијата пак побара друг сет мерки од општината, како за фирмите, така и за угостителите. Поднесо барање до Советот на општина Виница, а тоа е сите угостителски објекти кои што се на територија на општина Виница, фирмарината за 2020 година да ја платат во износ од 50%, како и за угостителските објекти кои што користат јавна површина во нашиот град за месеците март, април и мај да не плаќаат. Меѓутоа, исто така со советници се договоривме и доколку има и дополнителни барања на некои од следните седници на Советот, да ги разгледаме и доколку сме во можност како општина да им помогнеме на сите, не само угостители, туку на сите стопанственици, фирми и јавни трговски предпријатија. Позицијата паушално кажуваше тези бројки без аргументи, да дел од угостителските објекти бидат целосно ослободени, меѓутоа излеговме во пресрет и им кажавме дека во моментот угостителските објекти се најмногу загрозени, бидејќи само тие со одлука на владата не работеа 2,5 месеци, меѓутоа има и други дополнителни фирми и стопанственици кои што во овој изминат период од 2,5 месеци не работеа. Така да им предложив да достават барање до мене, да седнеме заедно да разгледаме и да видиме со какви аргументи ќе се соочиме, доколку има потреба дополнителните мерки кои што ги предлагаат тие на некои од следните седници на Советот да ги усвоиме. Во кварталниот извештај за извршување на буџетот за првите 3 месеци од 2020 година, вкупните приходи на буџетот на општината изнесуваат 83.306.156 денари или 27,06% од вкупно планираните. Приходите на основниот буџет се остварени во 22,74% во однос на планираните. Вкупните расходи на буџетот се остварени во 21% во однос на планираните. Расходите на основниот буџет се остварени со 20%. Капиталните приходи со 14% во однос на планираните. Капиталните расходи со 10% во однос на планираните капитални расходи или 1,54% од вкупно планираните расходи во буџетот. Обврските на општината спрема добавувачите и советниците се 25.900.000 денари, а како обврска на општина Виница е и добиената позајмица од 6 милиони денари од 2011 година. Градоначалникот Димитров сепак оптимист дека после оваа криза и третиот и четвртиот квартал ќе биде подобро за сите. Планираните средства во буџетот на општина Виница, од вкупниот буџет реализирани се 83 милиона или 27%, што е, можем да кажеме, за
со оглед на ситуацијата каква што е со пандемијата COVID-19 е солидна. Меѓутоа ќе кажам дека во основниот буџет реализацијата е 24 милиони и 300 илјади денари или некаде околу 23%. Иако имавме проблеми во првиот квартал, очекувам дека ќе има проблеми во вториот квартал, веќе во следните два, дека ситуацијата ќе се стабилизира и дека буџетот кој што ни е предвиден нешто над 100 милиони, основниот буџет над 100 милиони денара, и дека ќе можеме да се движиме околу него. Што се однесува до овој квартален извештај, можам да кажам дека иако имаме 24 милиони и 300 илјади денари, ќе истакнам дека решенијата за даноци фермерини општина Виница се уште ги нема доставено до граѓаните. Така да во наредните месеци очекувам дека и наплатата по овој основ ќе се зголеми. Советот одобри средства за спортско-риболовното друштво Крап, кое под концесија го има земено езерото Трстија, а средствата ќе бидат наменети за изградба на летниковец покрај езерото, кое покрај риболовците рекреативно ќе го користат и сите влюбеници во природата. Општина Кочани доби нова финансиска поддршка од Светска банка за решавање на комуналната инфраструктура во градот. Градоначалникот Никол Чуилиев во Министерството за финансии го потпиша договорот за вториот грант од проектот Подобрување на општинските услуги, со кој ќе се реализира проектот Регулација на коритото на делот Кочанска река. Со договорот општината доби над 10 милиони и 600 илјади денари, грант од Светска банка. Според оценката на градоначалникот Илиев, тоа е уште една потврда за транспарентното и отчетно управување со финансиите од страна на локалната самоуправа. Со проектот естетски ќе се обликува делот речното корито, пешачките патеки покрај кеот и уредување на просторот, со што тој ќе се вклопи во урбаната средина на Кочани и ќе се даде континуитет на регулацијата на реката во централното градско подрачје. Добиени се неповратни средства за да се уреди ново место за рекреација, прошетка и уживање во природа. Со потпишувањето на договорот во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги за асфалтирање на 6 улици во Кочани и 5 во населените места, општината се стекна со право на искористување на грант во висина од 27% од искористените средства. Според резултатите од изработената урбана ревизија, како приоритетен за реализација беше утврден проектот Регулација на делот Кочанска река. Со него ќе се уредува делот од реката северно од последниот сообраќаен мост спротивно од текот на реката во должина од 451 метар во правец на локалитетот Бавчалук. Таму постои намалена пропусна способност на реката поради бујната вегетација, но и поради импровизирани објекти и премини. Проектот опфаќа изградба на кејски ѕидови на делот коритото, пешачки патеки во и надвор од речното корито, бетонски скали, осветлување и поставување урбана опрема. Општина Кочани со одлука на Советот учествува со кофинансирање во висина од 4 милиони и 600 илјади денари. Од општината најавуваат дека по подготовката на тендерската документација наскоро ќе биде објавен и јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи. Општинската организација на СДСМ од Кочани организираше нова пресконференција, чија тема беа реализираните покрупни проекти на актуелната локална власт во споредба со претходниот период од владењето на ВМРО ДПМН. Изминатиот период сме сведоци на бројни постови, пресови и изјави од страна на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани, кои се во основа лажни, неточни и лукративно ја искривуваат вистината. Имаме разбирање за нивните анализи, кои го прикажуваат огромниот страф од реализираните проекти во последните 2,5 години, период кога градоначалник на општина Кочани е Никол Чуилиев, а централната власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Она што е реализирано во овој период, наспроти двата мандата на нивното локално владење, покажува честен и одговорен приод во работата, целосно поинаков од нивното расипничко, криминално и корумпирано владење. Светилките во трговскиот центар им ги оставаме тие да ги бројат, а ние секој ден ќе ги подсетуваме колку е урбан и побав овој простор. Секој ден можеме да правиме пресконференции на новоасфалтираните или реконструирани улици
и тие се повеќе од светилките во трговскиот. Стоиме исправено пред големи проекти, кои говорат за залагањата на оваа власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за подобрување на квалитетот и стандардите на живење во секој сегмент. Да подсетиме, во делот на социјалата, нова градинка и одобрени средства од владата за решавање на прашањето на домување на жителите од старата касарна. Во културата, реконструиран центар за култура, реконструкција на мултикултурен центар. Во делот на туризмот, спортот и рекреацијата, развој на Пониква, изградба на планинарски дом, реконструкција на скилифтовите, велосипедски патики. Во делот на образованието, сите училишта ги извадивме од непоносливите долгови и услови за работа, поради што има забрана за работа од санитарната инспекција. Сите се без долгови и реконструирани. Нивните дубиози се непреслушна инспирација за пресконференции. Истовремено го отсликуваат нивниот страв од резултатите кои се очигледни пред граѓаните, резултати кои се добиваат кога се сака општината и се работи за доброто на сите граѓани. Заедно можеме да градиме општество за сите. Заедно можеме многу повеќе. Група верници од исламска вероисповед од Кочани протестираа по улиците на градот во знак на незадоволство од ширење верска нетрпеливост и ксенофобија на социјалните мрежи. Поминувајќи низ централното градско подрачје со пеење верски песни, тие се упатија кон полициската станица, каде доставија пријава против лицето Игор Ѓоревски од Скопје. Тоа на својот Facebook профил ширело расистички и ксенофобичен материјал преку компјутерски систем. Според известувањето од подпредседателот на партијата за демократски просперитет на ромите, Аки Акиов, верниците биле незадоволни што пријавениот ширел недолични коментари со кои го навредувал Аллаховиот пратеник Мухамед. Верниците од Кочани апелираа до надлежните органи во Скопје да покренат постапка за санкционирање на споменатото лице, затоа што сметаат дека неговото однесување е навреда за сите муслимани во светот. За 24.461 дете извршена исплата на додатокот за образование за третиот мерен период, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Такви деца во Кочани и општините што ги покрива меѓуопштинскиот центар за социјални работи се 159. Тука спаѓаат децата од Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, кои потекнуваат од семејства со социјален ризик, без примања или со ниски примања, велат од центарот. Порано вакви биле помалку. Сега со новата мерка на владата и ресорното министерство, опфатен е поголем број семејства и се зголеми бројката со цел повеќе деца да добијат додаток за образование. Значајно е децата од семејствата без или со ниски приходи да добијат дополнителна подршка. Токму затоа владата донесе уредба за престанување на важење на условот за потврда за редовност за исплата на додатокот за образование за третиот и четвртиот мерен период за учебната 2019-2020 година, со цел да се олесни пристапот до овие права, се наведува во соопштението на ресорното министерство. Секој поединец, секое семејство заслужува еднаква грижа. Посебна грижа ни се децата, кои се најранливи на стресовите кои едно по друго се случуваат во кризни услови, велат од Министерството. Според Министерството, со социјалната реформа, повеќекратно е зголемен бројот на деца корисници на ова право. Пред реформата, бројот на корисници на програмата, условен паричен надоместок, изнесуваше 2877. Иако во воредни услови, сепак скромно со полагање цвеќе пред спомен бистата на патронот, беше одбележан патрониот празник на основното училиште Никола Парапунов во село Драгобраште, Виничко. Наставничката Кристина Харалампиева организираше онлайн патронат со програма која преку социјалните мрежи ја презентираа ученици од училиштето.
Програмата помина содржајно и креативно, со онлайн водител и интерпретација на рецитал за Никола Парапунов, рецитал за љубовта и жената во изведба на Климентина Јованова, Ева Ристевска, Ивана Лазарова од 8 оделение и изненадување како музичка подршка од поранешен ученик Игнасио Јованов. Драматизација насловена онлайн настава од учениците од 9 оделение, како и изведба на музичките точки по тебе и Боже чуваја од зло. Програмата која беше следена онлайн доби позитивни коментари од страна на оние кои ја гледаа и ја оценија како уникатна и поразлична од досега. Според најавите од менеджерската служба во училиштето, наскоро се очекува одржување на училишен совет и утврдување на крајниот успех на учениците, како и упис на правачиња. Во најава се 17 правачиња за предстојната учебна година, 10 во Трсино, 7 во Пеклани и Драгобраште, а од училиштето ќе излезат 15 полуматуранти, нешто подобри бројки во однос на претходната година. Инаку, училиштето Никола Парапунов во село Драгобраште постои од 1948 година, тогаш како основно училиште Кирил и Методи. 1966 година е именувано како Иво Лола Рибар, а името Никола Парапунов го носи од 1993 година па до ден денешен.